Смртта на Јустинијан во 565 година представувала вовед во нов комплексен период кој го означил влезот на Македонија во темните векови. Македонија одново се нашла во средиштето на настаните, во кој овој пат како моќен фактор се наметнале новите непријатели на Византија – словените. Кои биле и од каде потекнувале словените? Дали постоела словенска миграција од така наречената прататковина од зад Карпатите? Тоа се прашањата кои иницираат континуирани историографски дебати и продуцираат контроверзни одговори. До неодамна, доминантно историографско гледиште беше дека словените потекнувале од прататковината зад Карпатите, претежно во областите околу мочуриштата на реката Припет. Ваквата теза се заснова на интерпретацијата на податокот на готскиот историчар Јорданес, кој во 6 век соопштува за некогашното именување на словените и антите со старото име Венети. Поврзувањето на Јорданесовото сведоштво со терминот Венети, содржан во делата на римските историчари Плиний Стариот, Тацит и Птоломеј, послужила како основа за повеќе историчари, археолози и лингвисти за поистоветување на словените со историјата на старите Венети, лоцирани на просторот помеѓу Балтичкото море, Карпатите и реката Висла. Меѓутоа, дали тоа навистина било така? Критичната анализа на Јорданес, во комбинација со сведоштвата на византискиот историчар Прокопиј Кесариски, засновани на неговата лична перцепција и искуство за словените, покажува нешто друго. Всушност, релевантната појава на словените на историската сцена треба да се бара во самиот почеток на 6 век. Следствено на тоа, не може да се говори за словенска прататковина, ниту за словенска колонизација од зад Карпатите. Ваквиот заклучок е аргументиран и од отсуството на археолошката потврда за депопулација во наводната првобитна татковина на словените, како и непостоењето на археолошки артефакти кои би упатиле ниту на поврзаност, ниту на постара култура од онаа формирана во долниот тек на реката Дунав во 6 век. Единствено од времето на императорот Јустинијан I постојат експлицитни изворни сведоштва кои упатуваат на растечкиот проблем на Византија со словените, но тие се лоцираат во близина на северниот брег на реката Дунав, а не зад Карпатите. Смртта на Јустинијан I отворила ново поглавје за историјата на Балканот. Физичката бариера, создадена преку изградбата на Јустинијановата фортификацијска мрежа, сепак се покажала како недоволна да ги спречи обновените напади на словените во 70-тите и 80-тите години од 6 век. Затоа посебно придонела воспоставената доминација на аварите на просторот на Панонската низина, што значително ја променило констелацијата на силите на Балканот и влијаела иницирачки за словенските напади. Тоа бил период кога одделни групи словени биле директно подчинети на аварите, додека некои делувале самостојно. Таква била групата од 5000 словенски војници кои во 584 година извршиле напад и на градот Солун. Еднодневниот напад, иако имал неуспешен карактер на индивидуално воено организирање на словените, најверојатно бил во известна координација со аварските продори кои паралелно биле изведувани во Елада. Тоа не резултирало со нивно населување на просторот на Македонија, бидејќи словенските војници ангажирани во походите, како и претходно, се вратиле во своите домови зад Дунав, носејќи го со себе триумфално стекнатиот плен. 2 години подоцна, во 586 година, следел нов напад на Солун од словените зад Дунав, кои биле во подчиненост на аварите. Архиепископот Јован пишува за најголемата од војните која некогаш се случила во Солун, предизвикана од најголемата војска која граѓаните ја виделе во тоа време, проценувајќи ја нивната бројност на 100.000 или нешто помалку или многу повеќе. Имено, тие го опсадија градот како смртоносен венец од крајот на источниот зид до морето, па се до крајот на западната страна на зидот кај морето, така што не се гледаше место на земјата кое варваринот не го газеше. Наместо земја, дрвја или трева сега можеа да се видат главите на непријателите, што беа еден до друг, дури и притиснати и така не заплашуваа со неизбежната смрт во утрешниот ден. Ни беше чудно дека во овој ден тие не само што го опсадија зидот како песок од морето, туку голем број од нив ги зазедоа утврдувањата околу градот и пред градијата, грабајќи притоа и истребувајќи и газејќи со нозете се што останало.
Тогаш не им беше потребно да направат околу градот окоп или насип, зашто ним окоп им беше непосредното сплеткување на штитовите допрени еден до друг, а пак насип маса од живи тела сплетена како мрежа. Ваквата представа за огромната надмоќ на напаѓачите сепак била предимензионирана и треба да се земе со резерва. Евидентно е дека архиепископот Јован, со предимензионирањето на бројноста на непријателите, имал за цел да го возвеличи успехот на Свети Димитрија и на самите граѓани во заштитата на богочуваниот град Солун. Во таа смисла тој посебно го истакнува следното. Од каде и кој стана причина за нивната гибел? Јасно дека тој, кој што внесе храброст кај македонците. Зошто тука, по Божја одлука, противникот беше наполно лишен од помош. И навистина пројавената сила на ѓаволот стана причина градот да биде удостоен со Божја промисол. За стаништето на пресветиот маченик, Димитрија, ја осветли божествената милост која се излеа над градот. Сведоштвото на Јован открива уште еден клучен сегмент од историјата на Македонија, бидејќи представува редок пример на директно пренесување на идентитетската представа за граѓаните на Солун, и тоа изворно од самата нивна средина. Станува збор за највисокото црковно лице со неспорен авторитет и предводник на одбраната на градот, кој го одразувал тогашното индивидуално и општо сознание за групната идентификација на мнозинството граѓани како македонци. Директното признание кое архиепископот Јован им го дал на македонците за заштитата на Солун имало и друга димензија, во контекст на нивната мобилизација за одбраната на градот, а во услови на континуирани закани од надворешните непријатели. Поврзувањето на македонците со Свети Димитрија и неговите чудотворни способности имало и инспирирачка функција за граѓаните преку креираната представа за континуираната присутност на светецот како заштитник на градот. Сето ова влијаело Свети Димитрија да стане интегрален дел од македонските традиции и нераздвоен сегмент од идентитетот на солуњаните во текот на средниот век. Византиските автори за Панаѓурот, кој се одржувал во 12 век, во чест на Свети Димитрија во Солун, велеле дека е величенствена македонска веселба и дека на неа се собира народ не само тамошниот македонски, туку секаков и од секаде. Византијска сатира Тимарион. По повлекувањето на словенско-аварските војски во 586 година, Византија за кратко време успеала да постигне генерална обнова на политичката и црковната власт во јужните делови од Балканот, што е вклучувало и Македонија. Кореспонденцијата на папата Григорий I, како и црковните акти, регистрираат активен црковен живот во Македонија од 592 година, што упатува на отсуство на словенски населувања во овој период. За тоа влијаела и офанзивната воена кампања која Византија спроведувала од 592 година во регионот северно од Дунав. Биле потребни речиси 2 децении повторно да се обноват нападите на словените, кои се регистрирани од 610 година. Со таа разлика што овој пат нападите биле мотивирани од планско запоседнување и населување на освоените територии. Користејќи ја зафатеноста на Византија во борбите на источниот фронт против Персија, словените во продолжение на неколку години започнале етапно да продираат и да се населуваат на Балканот, што ја вклучувало и Македонија. Во 615, односно 616 година се случил новиот словенски напад на Солун. Овој пат словенските племиња биле обединети во воен сојуз раководен од кнезот Хацон. Солун и овој пат останал несовладлив за словените додека граѓаните успеале да го заробат и самиот Хацон. Анонимниот автор на втората збирка од чудата на Свети Димитрија ја разоткрива и епизодата дека видни личности во градот го сокривале Хацон од граѓаните. Ваквата постапка говори за рано воспоставената комуникација и интеракција помеѓу солуњаните и словените од околината на градот, која евидентно се одвивала помеѓу елитите на двете страни. Меѓутоа, мош небрзо Хацон бил пронеден и убиен со каменување од разгневените солунчанки. Неуспешниот карактер на нападот говори за недоволниот воен капацитет на словените кои во овој период ја населувале по широката околина на Солун, како и за лабавото единство во рамките на војниот сојуз. Тоа било причината за брзото пропаѓање на првиот обид за обединување на населените словени на просторот на Македонија, чишто главен мотив било преземањето на богатиот македонски град. Во врска со овој напад за прв пат се споменува и интенцијата на словените по освојувањето на Солун да се населат во градот, носејќи ги со себе и семејствата.
Ваквата забелешка во чудата на Свети Димитрија имплицира дека во изминатиот период словените постепено се утврдиле на дел од територијата на Македонија, концентрирајќи ги своите населувања во пошироката околина на Солун. Меѓутоа, фактот дека ваквите планови експресно пропаднале со ликвидацијата на Хацон упатува на отсуството на посериозно ниво на политичко организирање помеѓу населените словени на просторот на Македонија. Токму овие фактори ги навеле словените да побараат помош од аварскиот Хаган, од кого обезбедиле воена и логистичка помош. Следала обсежна копнено-морска опсада на Солун во 680 година од страна на словенско-аварската војска, која се одвивала во тек на 33 дена. Меѓутоа, силниот отпор на граѓаните, обезбедените залихи на жито и разни видови на храна, како и протокот од море биле фактори кои го предодредиле неуспехот и на оваа опсада. Пресудно за неуспешниот исход било повлекувањето на аварите по постигнатиот договор со солунјаните, кои евидентно ја сочинувале ударната воена сила на мешовитите војски. Губењето на воената моќ на аварскиот Хаганат, која уследила по 626 година, имало силен ефект врз военото организирање на Балканот. Како резултат на тоа настапил релативно мирен период во Македонија, кој што траел неколку децении. Единствено во 30-тите години од 7 век е регистрирана неуспешната инцидентна намера за словените, кои се наоѓале во близина на Солун да навлезат во градот по земјотресот кој причинил оштетување на дел од внатрешните ѕидини. Настапувањето на повеќе деценискиот мирен период во Македонија го овозможил процесот на коегзистенција и интеракција помеѓу населените словени и домородните македонци. Анонимниот автор во чудата на Свети Димитрија во 30-тите години од 7 век констатира: оние од споменатите словени, кои што беа близу до нас, ги обзнануваа со песни чудата кои се извршија од спасителот на градот и победоносецот. А речиси секоја година, градот се собираше спокојно во храмот, спасител на душите на својот покровител, откако ги спомнуваше со химни тие неискажани чуда, со радост обзнанувани и од варварите. Овие изворни сведоштва упатуваат на фактот дека култот на Свети Димитрија меѓу словените населени во околината на Солун започнал да продира уште во 30-тите години од 7 век. Ваквиот религиски процес на интеракција може да се идентификува како првобитна етапа од процесот на христијанизацијата на словените во Македонија. Општо земено, непосредните изворни сведоштва од Македонија говорат за воспоставената коегзистенција и интеракција која се одвивала на повеќе нивоа помеѓу самото население и помеѓу елитите. Тоа пак го овозможило процесот на симбиоза помеѓу населените словени и домородните македонци, во кој силен фактор имале македонските културни и религиски традиции. Овој процес бил овозможен и од фактот што во немоќ воено да се справи со новите непријатели, Византија пристапувала кон стратегија на воспоставување на договорени односи со елитата на склавините кои постепено се формирале на просторот на Македонија. Требало да поминат 5 децении за да се нарушат ваквите односи во Македонија. Причината за тоа било издигнатото ниво на воено-политичко мобилизирање на македонските склавини во 70-тите години на 7 век, во што посебно истакната позиција имал кралот Рекс на моќната склавинија на ринхините Пребонд. Тој бил обвинет од солунскиот префект за подготвување на злонамерен план и заговор против Солун, а пак како реакција на заробувањето на Пребонд од страна на византиските власти дошло до мобилизирање на елитата на рихнинската и стримонската склавинија. На ова веднаш следела директна средба помеѓу словенските пратеници и солуњаните, која резултирала со заедничка петиција до византискиот император Константин IV за ослободување на Пребонд. Воспоставувањето директни преговори помеѓу Константин IV и делегацијата од словените, на која биле присутни и представници на солуњаните, го илустрира континуираното ниво на меѓусебна комуникација, но и сериозноста со која Византија пристапила кон политичкото организирање на македонските словени. Тоа се потврдува и со општиот аларм кој настанал во византискиот двор по двете бегства на Пребонд од заточеништво, по што следела и неговата ликвидација. Ваквиот чекор на Византија разбирливо го предизвикал револтот на ринхините и стримонците, кон кои се приклучиле и сагодатите, што резултирало со формирање на воен сојуз за опсада и напад на градот. Следела двогодишна исцрпувачка блокада на Солун, која била насочена кон пресретнување на секаква помош во луѓе и храна. Тактиката се покажала како правилна, бидејќи постојаните пресретнувања, убивања и воени повици, како и неописливата глад кои завладеале во Солун,
се одразило и врз масовното преминување на граѓаните кај варварите. По извршените подготовки, кои вклучували изработени обсадни справи од самите Словени, конечно на 25 јули 677 година следел и директниот напад на градот од море и копно. Наспроти сојузувањето за напад на Солун, во кој учествувале ринхините, стримонците, сагудатите, кон кои се приклучили и драговитите, уште на самиот почеток на обсадата, било јасно дека и овој напад ќе заврши неуспешно. Пројавеното неединство по повлекувањето на стримонците во последен момент, меѓусебните караници, како и ликвидацијата на дел од водачите, биле фактори кои го предодредиле неуспехот на обсадата. Во меѓувреме во Солун пристигнала и храната обезбедена од велегезитите од Тесалија, што дополнително ја осигурала безбедноста на градот. Мобилизацијата на македонските склавини и политичките тенденции манифестирани при сојузувањето за освојување на Солун, посебно на рихнините и стримонците, ја навело Византија за прв пат да преземе посериозна интервенција во Македонија. Успешната кампања на византискиот император Константин IV во 678 година против склавиниите во Јужна Македонија непосредно се одразила врз стабилизирањето на контролата на Византија на стратегиски важната патна комуникација која ја поврзувало престолнината Константинопол со Солун. Тоа го потврдува и присуството на солунскиот архиепископ заедно со останатите македонски епископи од Стоби, Едеса, Амфипол и Филипи на 6-тиот Вселенски собир во Константинопол во 680 односно 681 година. Тоа е време кога на просторот на Тракија се етаблирала новата воена сила – бугарите. Формирањето на новата бугарска држава и нејзиното признавање од Византија во 681 година значително е променило констелацијата на силите на Балканот. Ваквиот развој на настаните извршило суштинско влијание врз воената стратегија на Византија, која го фокусирала својот интерес кон утврдувањето на позициите во југозападна Тракија и во Македонија. Византискиот двор имал за цел да го оневозможи ширењето на бугарската држава кон Македонија, како и да го заштити стратегискиот појас долж комуникацијата Константинопол-Солун. Ваквата нова византиска стратегија непосредно се одразила врз оневозможувањето на оформувањето на независен и кохерентен политички ентитет на територијата на Македонија, наспроти пројавената воено-политичка мобилизација и тенденциите за обединување помеѓу македонските склавинии. Сепак, поради неможноста за воспоставување директна воена контрола во Македонија, Византија до одреден степен продолжила да го толерира политичкото организирање на дел од македонските склавинии под раководство на своите лидери, со таа разлика што дел од нив го признавале формалниот суверенитет на Византија, додека дел од нив делувале сосема независно. Прибегнувањето кон ваквата стратегија на Византија е индикатор за неможноста на наметнување на постабилна контрола во Македонија. Раководен од ваквите мотиви, византискиот император Јустинијан II се решил на посеопфатна воена кампања против склавинијата и Бугарија, која била реализирана во 688 година, односно 689. Продорот на Јустинијан II до самиот град Солун резултирал со заробување на мноштво словени, дел од нив покорени со сила, дел со договор за предавање. Триумфалното влегување на Јустинијан во Солун имало силен ефект меѓу граѓаните со оглед дека истото било одбележано со посвета во чест на Свети Димитрија, како и доделување на привилегии на Солунската црква. Ваквиот чекор на Јустинијан II ја илустрира намерата за обезбедување соодветна поддршка од солунските архиепископи со оглед на нивниот голем авторитет и влијание кај граѓаните. Директниот исход од кампањата на Јустинијан II било трансферирањето на околу 30.000 словени во Мала Азија во темата Опсикион. Евидентното ослабување на словенскиот елемент во регионот источно од Солун овозможило известно стабилизирање на позициите на Византија во Македонија. Тоа било посебно важно од аспект на позиционирањето во однос на бугарската држава и спречувањето на антиципираните експанзионистички планови во Македонија. Ваквата византиска стратегија се потврдила кога по поразот од бугарската војска на враќање од Македонија, Јустинијан II со голема итност наредил да се утврдат планинските приоди и клисури долж реката Струма. Византискиот император Константин Порфирогеним подоцна ја регистрира ваквата мерка на Јустинијан II и посочува дека наместо македонци во планините на Струма и приодите на клисурите биле населени словени во служба на Византија.
Ваквиот чин ја демонстрирал решеноста на Византија за воспоставување цврста контрола долж регионот кај реката Стримон, која ја третирала како своевидна црвена линија со бугарската држава. Стратегиските импликации на ваквите мерки било јакнењето на одбраната кај реката Стримон, како и осигурувањето на безбедноста долж Вија Егнатија, како главна комуникацијска врска на Константинопол со Солун и со внатрешноста на Балканот. Индикативно е пак тоа што Константин Порфирогеним, пишувајќи од хронолошка дистанца, го поврзал иселувањето на македонците од регионот на реката Стримон не поради словенските напади, туку поради актот на императорот Јустинијан II од 688, односно 689 година, и во секој случај известно е дека трансферот на населението, комбинирано со дипломатските мерки за воспоставување договорени односи со дел од македонските склавинии, активно била применувана од Византија во услови на неможност за воспоставување постабилна контрола во Македонија. До крајот на 7 век Византија успеала да ја наметне војната власт во дел од регионот на Јужен Балкан, што било санкционирано со формирање на воените единици Темите во Тракија и Елада. Македонија не била опфатена со новото тематско уредување, што пак ја илустрира неможноста на Византија да го валоризира војното присуство и да ја наметне перманентната власт над македонските склавинии. Сепак, походот на Јустинијан имал соодветен ефект врз обезбедувањето на појасот долж стратегиската комуникација Константинопол-Солун. Тоа се потврдува и од присуството на македонските епископи на црковниот собор во Константинопол во 692 година, меѓу кои бил и епископот на Стоби. Тоа го означило и воведот во релативно мирниот период кој настапил во Македонија, кој се одржал до средината на 8 век. Евидентно дека во услови на немоќ на воспоставување цврста воено-политичка власт, Византија продолжила да го толерира екзистирањето и политичкото организирање на македонските склавинии, доколку истото директно не ги загрозувало незините стратегиски интереси, посебно во контекст на военото позиционирање кон Бугарија. Тоа било условено и од континуираниот процес на мирната коегзистенција и интеракција кој се одвивал на просторот на Македонија. Станало евидентно дека придобивањето на елитата на склавиниите и воспоставувањето на договори, а не воените походи, имало најголем ефект во однос на реализацијата на интересите на Византија. При тоа, комуникацијата помеѓу елитата на склавиниите со елитата на солуњаните, што несомнено било случај и со другите македонски градови, имало клучно влијание во регулирањето на меѓусебните односи. Обновениот воен фронт на Византија со Бугарија во 754 година, кој бил проследен со повеќегодишни византиско-бугарски воени кампањи, го испровоцирал новиот византиски поход во Македонија. Сеопфатниот поход во 758, односно 759 година, кој го извршил императорот Константин V Копроним од 741 до 775 година, против македонските склавинии, бил во директна корелација со стратегиското позиционирање на Византија во воените судари со Бугарија. Терминот македонски склавинии, употребен од византискиот хроничар Теофан, покажува дека Византија во тоа време користила единствен термин за сложената политичка и етничка конфигурација која била формирана во Македонија. Оваа кампања во известна смисла ги стабилизирала позициите на Византија, посебно во источните области на Македонија, што било од приоритетно значење за обезбедувањето на овој стратегиски појас наспроти Бугарија. Соопштението на Теофан дека Константин V македонските склавинии ги освоил, а останатите ги потчинил, не би можело да се земе како сигурен индикатор за воспоставување директна воена власт на Византија, со оглед на отсуството на формирање на тематскиот систем во Македонија. Најверојатно и овој пат Византија ја комбинирала демонстрацијата на воената сила со тактиката на придобивање на елитата кај македонските склавинии во насока на реализацијата на сопствените интереси, што со променлив успех било практикувано и во изминатиот период. Походот на Константин V покажува дека приоритетниот фокус на воената агенда на Византија во однос на Македонија било утврдувањето на позициите во околината на Солун и областите источно од градот, што било од особено значење за обезбедувањето од потенцијалните продори на бугарската држава на македонскиот простор. Тоа станало видливо од реакцијата на византискиот император Константин V, кој итно мобилизирал византиска војска под дознавањето за плановите на бугарскиот Хаган Телерик во 773 година да ја нападне склавинијата Берзитија во Македонија
со намера да го пресели незиното население во Бугарија. Собирајќи голема армија, Константин Пети експресно ги поразил бугарите, спречувајќи ги на тој начин нивните намери за продор во Македонија. Конкретното споменување на склавинијата Берзитија, која што опфаќала поширок македонски простор кој ги опфаќал градовите Охрид, Преспа, Битола, Прилеп и Велес, укажува на сериозноста на војните планови на Бугарија. Тоа разбирливо ја предодредило итноста на војната кампања на Византија. Фактот што Византија на одреден начин застанала во одбрана на склавинијата Берзитија го потврдува приоритетниот фокус на византискиот двор во заштитата на територијата на Македонија од бугарските продори. Експанзионистичките планови на Телерик во Македонија воедно упатуваат на отсуство на тенденции за сојузување на македонските склавинии со Бугарија. Експлицитното наведување на склавинијата Берзитија во контекст на византиско-бугарските воени судири укажува дека оваа склавинија екзистирала како посебен политички ентитет на просторот на Македонија. Незиното екзистирање евидентно било толерирано од Византија, што најверојатно се должело на формализираните односи со елитата на оваа македонска склавинија. Византија не го толерирала независното политичко организирање на склавиниите, доколку тоа непосредно ги загрозувало незините стратегиски интереси. Теофан во 783 година го регистрира походот на логотетот Ставрикии, кој со голема војска интервенирал против склавиниите, напредувајќи до Солун и до Елада, подчинувајќи ги сите и принудувајќи ги да плаќаат данок за империјата. И овој пат Византија во контекст на македонските склавинии ја применувала проверената тактика на манифестирање на воената супериорност за принудување на елитите на постигнување договор или за почитување на претходно склучените договори со кои била санкционирана нивната даночна обврска кон империјата. Индикативно е што овој поход, кој засегнал и дел од територијата на Македонија околу Солун, како и походот на Константин Пети во 758 година, односно 759, следеле веднаш по обновувањето на воените судири со Бугарија, и тоа дополнително ја потврдува приоритетната воена агенда на Византија, која била насочена кон поефективното стратегиско позиционирање во Македонија во однос на бугарската држава. Со таа разлика што овој пат Византија била воено подготвена за да интервенира и во воспоставувањето на воената контрола во регионот јужно од Солун. Тоа се потврдува од директниот ефект од походот на Ставрикии, кој резултирал со утврдувањето на византиската власт во делови од Западна Тракија, Хелада и Пелопонес. Соодветен ефект за Византија бил постигнат и во Западна Тракија, каде воените кампањи на стратегот на Тракија ја прошириле директната контрола на Византија до областите на Стримон. Тоа пак создало услови за формирање на нова тема именувана како Македонија, која било реализирано во периодот 790 година до 802. Иако го носела истоветното име, оваа тема не ја опфаќала историско-географската и етничка територија на Македонија, туку била лоцирана во Западна Тракија со седиште во Адрианопол, денешен Одрин. Именувањето на темата Македонија и нејзината локација, непосредно до македонската територија, ја рефлектирала намерата на Византија за скорешно воспоставување воено-политичка доминација на територијата на Македонија. Тоа пак имплицира дека во услови на отсуство на капацитет за наметнување директна воена контрола во Македонија, која би била санкционирана со тематското уредување, Византија се решавала на одржување на специфичните договорени односи со елитата на македонските склавинии. Евидентно, Византија во овој период била принудена да се задоволи со задржувањето на Солун под своја контрола, како и со обезбедената копнена комуникација од Константинопол до Солун. Нестабилноста на византиските позиции е илустрирана и со епизодата со Акамир, архонтот на словените од Велзитија, Велеги Зитија во Тесалија, кој располагал со толкава моќ за да се инволвира во заговорот против императорката Ирина за ослободување на синовите на Константин Пети од заточеништво и прогласување на еден од нив за император. Независно од неуспешниот исход кој резултирал со ликвидација на Акамир, оваа епизода упатува на растечкото политичко влијание и улогата на елитата на склавиниите, кои имале капацитет за вмешување и во меѓудинастичките пресметки во Византија. Ваквото ниво на политичко организирање несомнено било присутно и кај дел од македонските склавинии, но тие немале посериозни политички импликации за Константинопол за да бидат регистрирани во изворите од овој период. Во секој случај, Византија во наредниот период го фокусирала својот воено-дипломатски потенцијал за спречување на сите обиди за политичка мобилизација кај македонските склавинии, а кои можеле да ги загрозат незините интереси.
Тоа ја предодредило и византиската иницијатива за воспоставување на директна контрола во Македонија. Ваквата тенденција на Византија несомнено била диктирана и од јакнењето на бугарската држава, што ги довело Византија и Бугарија во директна конфронтација за доминација во Македонија. Ваквите околности негативно се одразиле врз политичкото обединување на македонските словени, што го невозможило создавањето на кохерентен политички ентитет на територијата на Македонија. Сепак тоа не го попречило процесот на меѓусебна интеракција и симбиоза помеѓу домородните македонци и словените, кој активно се одвивал во изминатиот период, под силно влијание на македонските културно-историски традиции. Изворно посведочениот континуитет на македонците и нивната директна поврзаност со територијата на Македонија како носители на историско-културните традиции имал значителна рефлексија во процесот на групната идентификација на населените словени кој се одвивал во македонската територија од 7 век. Независно од трендот кај византиските извори да го демонстрираат рушителниот карактер на населувањето на словените на Балканот, што секако било рефлексија на губењето на византиските позиции, критичката изворна анализа во комбинација со археолошките наоди укажуваат дека словенското население не представувало масовна колонизација со капацитет целосно да ја смени етничката слика на Балканот, иако бил неспорен силниот демографски капацитет на словенскиот етнос. Најновите историографски трудови го констатираат неспорното влијание на домородното население врз процесот на креирањето на идентитетот на населените словени на Балканот. Во таа смисла, во Чудата на Свети Димитрија, сосема јасно е илустриран раниот процес на взаемната интеракција меѓу елитата на славениите и на солуњаните. Ваквите сведоштва покажуваат дека уште во првите децении од 7 век настанал етапен процес на заемна културна интеракција, коегзистенција и симбиоза помеѓу домородното македонско население и словените населени во Македонија. Ваквата состојба го овозможило и пренесувањето на македонските традиции во рамките на процесот на акултуризација кој настапил од 7 век. Илустративен пример за тоа е култот на Свети Димитрија, кој бил прифатен од соседните македонски склавинии уште во 30-тите години од 7 век, а што представувало своевидна прва етапа од процесот на нивната христијанизација. Во таа смисла, новата сложена етничка конфигурација што се формирала на територијата на Македонија во текот на 7 век, преку евидентираното присуство на македонците и на населените словени, ги навела византиските автори како Теофан да започнат да го потребуваат и диференцијалниот географско-етнонимски термин македонски склавинии. Генералниот контекст на Теофан е групната идентификација на склавиниите во македонската територија и нивното диференцирање со името Македонија. Впрочем, идентитетот на словените населени во Македонија бил развиван и врз основа на преземањето на името од територијата која ја населувале, што било случај и со другите словенски групи. Взаемната интеракција помеѓу домородните македонци и населените словени се одразила и со постепеното прифаќање на словенскиот јазик за заемно општење, што представувал и своевиден линга франка на поширокиот простор во Европа како последица од аварскиот хаганат. Независно од поредкото споменување на терминот Македонија од 7 век, византиските автори продолжиле да ја споделуваат генералната представа за Македонија во географско-етнонимска смисла. За архиепископот Јован не постоело сомневање дека Солун во 7 век бил интегрален дел од цела Македонија и дека според неговото сознание со етнонимот македонци биле идентификувани мнозинството граѓани на Солун и пошироко населението во Македонија. Тоа било правено паралелно со регистрираното присуство на словените на просторот на Македонија. Опишувајќи го географскиот опсек на походот на императорот Константин V во 758 година против македонските склавинии, Теофан сметал за потребно преку името Македонија да упати не само на нивната групна идентификација, туку и да направи диференцијација од другите склавинии лоцирани вон територијата на Македонија. Теофановиот опис на подводниот земјотрес, кој во почетокот на 8 век ги погодил Лесбос, Абидос до самата крајбрежна Македонија, воедно упатува на постоењето на конкретна и јасна географска представа за Македонија во тоа време. Меѓутоа, формирањето на новата административна единица, Тема, во Тракија, кон крајот на 8 век, именувана како Македонија, како и издигнувањето на новата династија во Византија од средината на 9 век, која ќе се идентификува како македонска, ќе внесе комплексност во етнонимското и географското именување на Македонија во изворните сведоштва. Тенденцијата
за присвојување на името Македонија и македонци од страна на византиската династија ќе најде силен одраз во византиската идеологија, што во 10 век ќе поприми форма и на негација на идентитетот на македонското население кое се нашло вон политичко-религиската сфера на Византија.